Цело Стојаково излезе да ги пречека своите сограѓани Шуклев и Николов, кои со реставрирано Рено 4 старо 40 на години возеа до Франција преку поранешните Ју Републики и Италија за да учествуваат на сајам на олтајмери. 20 авантуристи во родното село беа пречекани како вистински херои и промотори на Македонија. Генерација е нешто ново, не е наметнато од никој, само иницијативно и тоа е голем успех. Дека никој не дал пари за оваа работа. Рено ти да направиш на ова време и да одиш до Париз и да се врнеш, тоа у тоа поубаво има ли? Цел свет ќе го знае Стојаково кодека са нови. Познаеме, супер се деста, Валда мој, многу убаво. Му честитувам и така да продолжат и други работи да не изненадат, да чинуват. Подвигот на 20 стојачани ги заинтересира и министерот за надворешни Димитров, но и представниците на амбасадите на Србија, Словенија, Италија, Франција, Хрватска во Зимјева, кои дојдоа среде Стојаково. Им честитав ми направија мера, бидејќи секој сон започнува со првиот чекор. Си имале идеја, си направиле, си ја завршиле работата и мислам дека има полка тука и за нас и ние треба да сонуваме да не се плашиме. Оно време Своевремено Рено 4 се произведуваше во Словенија и драго ми е што овие момци поминаа ни сите држави од поранешна Југославија и пренесоа силна порака дека секој сон се остварува. И затоа сме овде представниците од дипломатскиот кор. Значи, тоа е онда велика порука. 5000 километри поминаа Шуклев и Николов со Реното до Франција и назад. Велат дека биле вистинска атракција на сите места каде поминувале и се паркирале. Најголем проблем и биле високите температури. Немаше клима. Немаше клима. Баш така и сакавме во тие услови, како некогаш нашите родители, нашите дедовци, како што патувале на пример из Југославија, на одмори, на такви работи, да сакаме да осетиме таа еуфорија како ќе биде. Што ви гледа? Што ви гледа? Браво на храброста за моделот кој се усудиле да го работите. Да го возите толку километри. Ви понудија пари? Понудија, имаше скромни понуди, ама видиш, заради овој народ тука, тој е проект, морате да се врати. 20 авантуристи потрошиле околу 4000 евра, за да на Реното 4 му дадат нов живот. Работеле 2 месеци, за да им покажат на французите дека и македонци може да реставрираат стари модели на возила. Како беше Реното претходно? Реното беше фрлија капата и бегај. И добро го следивме, го наредивме од А до Ш се добро. И да биде спремно за старт. Мислиш ли дека ќе издржи до... Да. Е сомневам, не. И таму работа, се е ставено на него оригинал. Шуклев и Николов за напролет најавија нова тура. Планираат да реставрираат руски модел на возило и со него да тргнат за Владивосток. А во знак на поддршка што ја добивале од своите сограѓани, тие им се заблагодарија со песна. Стојаково е често, досадно место, но што ни не до